Моето патешествие низ селата во Македонија го продолжува малку по невообичаен редослед. Може би се прашувате каков невообичаен редослед. Нели се си е како што треба, како вообичаено по руралните региони во Македонија, по покана на нашите соселани да ги посетам нивните села. Невообичаеноста е во тоа што овој пат редот им дојде на така наречените урбани населени места, ако може така да речам, во Охридско-Струшко-Дримскиот регион, да направам една туристичка разгледница од Охридско, Струшко и Дримколско. И овој пат, како и во минатата емисија, мој водич и домаќин низ Охридско-Струшко-Дримколскиот регион беше мојот стар пријател Љупчо Цветановски, еден од многуте туристички работници од овој регион и собственик на хотелскиот комплекс Климетица Охрид од Охрид, каде имавме свој конак, а за вакви неколку дневни патешествија можете битно е да имаш сигурен конак што се вели. Додека престојувавме на гости кај мојот домаќин, господинот Цветановски, и додека едно утро заедно пиевме утринско кафе и по една жолта, ме замоли да направиме една репортажа, патопис и за Дримколскиот регион, од каде што води потекло тој, а бога ми и не се срамеше да каже дека е родом од селото Безово. И од секој сум се залагал за промоција на Долнодиргомскиот регион, сум се залагал за што повеќе на институциите и јавноста да знае за овој регион, бидејќи овој регион е многу богат, со своја историја, со своја култура. Овој регион има иднина, има перспектива. Меѓутоа, треба да се организираме, треба да се направи презентација, да се инвестира во овој регион. 20 години на овој регион, ништо не е инвестирано. На овој регион имаме 5 до 7 римници. Римници кои што произведуваат преку 30-40 тона риба. Ние немаме еден рибен ресторан, че сепак треба програма и стратегија. Таа стратегија треба сите заедно да дадеме голем придонес, меѓутоа и желба за работа. Значи мора да се вратиме да работиме. Државата да инвестира во неколку фамилии, пилот проекти да направиме. Ево пример ќе ви кажам да речеме. Во Безово 5 куќи во Јабланица, 5 куќи во Луково. Државата им дава личен доход на мештаните, плата му дава. Странските туристи се презаситени од ресторанските услуги, презаситени се од смештај на хотелските капацитети. Сега треба нешто ново да направиме. Приватни смештај со припрема на храна тука пред гостинот. Храната овде, на овој регион, што може да се послужи, нема цена во зависност од храната што ја служуваме по рестораните. Зошто? Почвата е чиста. И еден доручек, еден ручек или една вечера во класичен ресторан или во хотел се разликува од овде од една добра домаќинка што ќе ни припреми подсач, кој ќе ни даде сирење свое производство, дури и гостите може да учествуваат во изработка на храната. Тоа е нешто, нов метод кој што треба ние да го презентираме и на некој начин да го вклопиме во програмата на туризмот на Република Македонија. Речено, сторено што се вели. И тргнавме напад. Денот беше убав, небото ведро, а и нашето патешествие по Дримколскиот крај ни се совпадна и со патрониот празник на една од многуте цркви во овој крај, црквата Свети Никола, кој припаѓа на атарот на селото Луково. И се разбира, не ни требаше многу време да го најдеме и селото Луково и православниот духовен храм црквата Свети Никола. Движејќи се по течението на река Црни Дрим, на 10 километри низводно од браната Глобочица, веднаш ги најдовме. Навистина, овој пат никого не требаше да прашаме каде се наоѓа ова село и црквата. Патокас ни беше непосредната близина на екот на разгласот, од каде што до нас допираат звуците на песните и ората, кои од памтивека се пеат на овие простори, но не само во Луково, туку и во Безово, при Скупштина, Нерези, Јабланица и во целиот Долнодиргомски крај. И за речиси 10 минути возење по 3 километарскиот шумски пат лево од река Црни Дрим, на 400 метри надморска височина, дојдовме во црквата Свети Никола. Во црквениот двор вриеше од народ, но не само од Луково и од неговите соседни села, туку гости имаше речиси од цела Македонија.
Се наоѓаме во Долни Дримкол, во атарот на селото Луково, во дворот на црквата Свети Никола, на незиниот патронен празник Свети Никола. Дојдовме во Луково да ги видиме старите адити обичаи кои што во овој крај се негувале и се пренесувале од колено на колено, од генерација на генерација низ вековите. Може би нема да ми верувате, ама навистина и јас сам не можев да си поверувам кога една група на туристи од натрешноста на Македонија, кои беа дојдени во посета на Дримколскиот регион и во оваа црква, се поздравуваа со мене. И кога тие мене ме поздравуваа по оној стар адет и обичај, добро ти дојдовме, а јас им отпоздравував, добро ве најдовме. Добар ден, како сте добри? Полајмо на Бога, еве дојдовме. Така е, супер, најубав пензионерски денови. Така еве денес сте овде на Така. така. Како се чувствувате овде во Много здравје. Добар ден да поможе за многу на природа. Нека жува жарно. Природа преуба. Полајмо на Бога, добро е. Добро е. Нека денес имamo години. Нека имamo години жува жарно. Да поможе Свети Никола за многу години. Од каде сте иначе вие? Од Охрид? Да. И дојдете прв пат овде или печки пати? По друг пат, по втор пат доаѓам. Ти од кај си родом? Од Сладенски чифли. Од Сладенски, од Дебарче. А, така, убаво. Овде дојде често пати? Ова е втор пат. Што те привлекува вака? Све убаво. Убаво, ја? Грешка. Ајде. Луѓето се адни ишо. На заборавот твојата правда. А уште посреќен и радосен бев кога по речиси неполна една деценија повторно се видов со еден од многуте мои пријатели од Дримколско, веќе сега 80 годишниот луковчанец Стрезо Мурџевски. Во овие краишта познат како Стрезо Американецот, каде што пред 10 години овде со него ја направив првата репортажа за село Луково. На мојата и на неговата радост им немаше крај. И додека го распрашував како е со здравјето, го крепат ли годините, што има ново во Луково, во мене за момент ми се врати ликот на Луково пред 10 години. А секако ќе се обидам да ви опишам таа моја слика за Луково. Таа вели вака. Луково е планинско село во кое што некои куќи се издигаат дури и до 1000 метри надморска височина. Атарот зазема простор од околу 14 квадратни километри. На него најмногу простор заземаат шумите од околу 900 хектари, на пасиштата околу 250 хектари и околу 200 хектари на ораници, бавчи и градини. Од Луково речиси половината од населението се иселило. Така селото во 1961 година брои 1000 жители, а денеска живеат околу 500 жители. На Луково природата се му дарила и планини, и долини, и извори, и потоци, и реки, се што се вели. Арно, ама Луково, освен што има вредни, добри домаќини, и по тоа што насекаде во светот се прочуени како врвни каменореци, како задужби на луковчани на своите поколенија им изградиле и оставиле во наследство дури 7 цркви, меѓу кои и црквата Свети Никола. Нашите стари имаат градено Софија, имаат градено Београд, имаат градено и Персија, сегашен Ирак. Со ратот се вратие после 12 години, многу луѓе од овдека со ратот се вратие. Едни преку Рускиот фронт, едни со енглезите. Инако и сега ќе беа таму. И од тога Луково е печалбарски крај. Домашарките, жените, старите се бавеле со сточарство. Па единствена разонода бе свадбите, крштевките, венчавките и славите. Собирите на славите. На поголемите празници на Великден 3 дена, на Ѓурѓов ден 3 дена, другите по 1 ден, едни оден на гости кај другите, другите кај нас. Сите слави што постојат во Луково се слават. Губина ми рекоа дека Луково е познато и по најмногу цркви во неговиот атар. Еве во ова време, ова е веќе шеста црква. Ова е понова. Ова е најстара црква во Луково. Ова е градена за време на римјаните.
Луково овде, ова Орево се викат. Во картите стоит Орах. Прво, коли би биле овдека. Вија Игнација врвит на 500 метра овдека по црквава. Римјаните изградиле тука црква брвна. Кога поминале турците, и селото го запалиле, и црквата ја запалиле. Уште сега градите и тие давој дрва, уште се ја гнедисани тука, се закопани кај што е ова црква. Од овде луѓето отишле горносело. Од овде до таму имат некои 6-7 километри. Побегнале од Вија Игнација да видат подалеку од врвењето на турците. После, известно време, почнале да слегве назад долу, како дошло до мало смирување и така Горно Луково е дојдено, па Долно Луково се. Кои се другите 5? Свети Ѓорѓие од Карши. Тоа е понова, не е стара. Свети Танасија 120 години е изградена, таа ни е централна црква, собирна црква и гробиштата ни се тука. А имаме горе Свети Кузман и Дамјан, имаме Света Лука, Свети Лука, имаме Варвара и тие се црквите. Луково селски славини се Ѓурѓевден, првиот ден и Богоројца, голема господина Лука што ја викат, србите, ние селска слава. Од другите слави, од кога ќе почни постните слави, Свети Ѓорѓија, Варвара, Свети Никола, заправо прво грешив петков ден, ја отворат сезоната, Аранđел и овие постните слави. Сите слави што се во Луково по едно мало ги славит. И едните кај други си одиме на гости. Долни Дримкол е убавина. Јабланица, Караорман према Малесија, Глобочица потопеното езеро со езерото што е сега, Струга со Охридското езеро. На овој крај природата се му ударила. Можда за туризам? За туризам нема кој. Треби луѓе за туризам. Јабланица чујам некој почнале по нешто малку, ама Луково не верувам. Услови има, ама луѓе нема. Може да ни кажеш од кој род, од кое колено, по татко и по мајка си од Луково? По татко сум од Максим Мурџовски, роден 10-та година, 1910-та, и мајка Селвија Шуминовска, по презиме Шуминовска, родена 1914. Моите дедовци Шуминовци биле предузимачи. Моите дедовци го имаат градено галичник. Муратовците, тие куќите од муратовците, моите дедовци ги имаат градено. Имаат градено и во Албанија долго време. Предприемачи биле, така да и речам. И се радува ли душата кога за Петковден, за Свети Никола летен, за Богоројица голема, за твојата куќна слава, ти чуеш како тапано течи, како луѓето играат, песната македонска се пее, не само во Луково, во цел Дримкол и цела Македонија. Зоки, ја ако не се радував, не се враќав овде. Јас сум веќе 10 години вратен од Америка, таму бев календарски 20 години, ама 10 оди иде. 10 бев таму. И ако не се радвев, и ако не ми е мило, немаше да се вратам, зашто фамилијата моја е таму. Дворот на црквата Свети Никола беше препон со народ. Како по стар адет и обичај, празнувањето на патронот на црквата Свети Никола во село Луково започна со утринска литургија, светење на вода и света причесна, предводена од наместниот свештеник отец Благоја. Наоѓаме токму во дворите во портата на црквата која е посветена Свети Никола, архиепископ Миле Кнински чудотворец, кој се слави на денешен ден и по тој повод денеска значи црквата овде во место ВК на Сркичан, црквиште пред неколку години ова црква е изградена со благодарение на верниците од ова село и со некои донатори од околината и од другите градови и осветена пред неколку години од високопресвен митрополит Тимотеј. И на денешен ден ние секоја година практикуваме да правиме служба, еве и денеска сме тука.
Нека им честит празник на сите кај да се и што повеќе вакви случаи да се случуваат вакви позитивни работи, не се случуваат да се обновуваат храмовите, да се обновуваат селата, да се обновуваат црквите, да се служуваме, да се збираме, да запазиме нашата традиција, христијанска традиција и да се знае дека сепак ова земја била христијанска. И престана спирещено и до нас изкушено од Бонскавиот, зашто Твој царствијата и славата на Отца и Сина и Светот Дух сега и секогаш вечни векови да се спомне, Господи, Господи помилуй. Господи се Христе Боже наш, благослови го јадењето и пењето од Твоите чеда кои се дава во славшите Николај Христи Творец и да здраве спасено никоја ти пијат, да се умножи го во село сега и секогаш вечни векови. Амин. На здраве, на спасение, на пијете ден, пијето пријатно до година, повесели, порадосни, Господ здраве да се. Амин. Амин. Поверете се. Додека се подготвуваше ручекот од страна на црковниот одбор, неколку мештани ме замолија да ме прошета низ селото Луково, да ја видам неговата убавина која природата му ја дарила на овој крај, туку и со дел од 7 цркви во Луково. Според устните преданија кои што ги пренесувале од генерација на генерација, ранешните жители на селото Луково, а и денешните, овде во ова околија се наоѓало старото село. Овде позади мене е црквата Свети Лука. Многу мина велат дека оваа црква е направена некаде пред 100 и кусор години, кога селото било некогаш овде. Се наоѓаме во Луково, односно Горно Луково, затоа што географски е поделено Луково на Горно и Долно. И географски затоа што од едното до другото има 2-3 километри без куќи. И затоа е Горно и Долно. Некој го викајте и Старо село, затоа што старото село се наоѓа над нас и цело Луково било на 500 метра над нас. Овдека во непосредна близина се наоѓа една црква која што е така пред неколку години изградена. Се викат Света Лука, а пред неја постоеше црквиче, само мало. Иначе од преданија, од постари, постои со векови во црквиче. Не од вчера и завчера, од векови постои. Иначе манастирот е одавно, по преданијата, некоја икона, Света Лука, била во некоја црква тука и е наше оставена тука. И овие зеле ја однесле во главната црква, најстара. После некое време, истата икона е нашле пак овде. И ова го кажуваат пред векој и тие решиле да направат едно мало црквиче, кое се викало Света Лука, по името на иконата, односно светецот Света Лука. Малку заморно, ама убаво е, затоа што нема да ме верувате. Ова што денес јас го доживеав, треба да дојдете да видите што е убавина. Од црквата Свети Никола, кај манастирчето Свети Лука, од старото село Луково, Горно Луково што нарекува, еве овдека сега сме во селото Луково, каде што луѓето овде живеат. Ајде ќе одиме заедно да го одведам, да видиме како Луково денеска овде живее. Десно од мене се наоѓа гробиштата на некогашните жители на селото
Луково. Исто така десно од мене се наоѓа црквата Свети Кузман и Дамјан, каде што од памтивека, па и до ден денешен, се правеле крештевките, венчавките, свадбите, парастосите на жителите до село. Оваа црква е стара, многу би велат, некаде околу 700 години. Ќе одиме заедно да ја посетиме и да видиме како изгледа таа. Ајде бути со мене, поле. Ова е звоното во селото Луково, во црквата Свети Кузман и Дамјан, каде што е изградено во ливницата во Битола пред 120 години, а со самиот звон и екот на ова звоно се повикувале мештаните од памтивека до денеска да доаѓаат за славите, како за селските, така за куќните слави, за венчаквите, крештевките, за свадбите кои што овдека со памтивека се одржувале па и ден денешен. Селото Луково, покрај тоа што е познато по 6 цркви и по убавата архитектура и по вредните мајстори кои што граделе широм Европа, е познато и по колоритата убавина и по многобројните рибници кои што овде ги има и по локацијата каде што може да се развива селски туризам, надалеку познат како екотуризам. Еве ќе покажеме да видите што има овдека, да повелите да дојдете и нема да сгрешите. Се наоѓам во дворот на Павле Јовчевски, од Горно Луково. Овде кај што седаме неговиот базен, еден од многуте базенти во Горно Луково, кој што за неколку дена ќе биде полен со вода. Павле Јовчевски не покани на гости да пиеме кафе, да се напиеме чиста шливова ракија, да се напиеме еден од многуте сокови природни. Тоа е овој сок кој што ги го подари, сокот од вишни. Дојдете овде во Горно Луково, посетете ги луковчани, напите се од природните сокови овде кои што се направени од овоштарниците кои што ги има во Луково, напите се убава луковска чиста ракија. Дојдете да уживате. Додека заедно со моите домајќини со селани од село Луково, речи се ја прочешлувавме секоја меѓа, секоја сокаче, секоја планинско поточе, извор, секоја ридче, градинче, овоштарниче, мојата љубопитност стануваше се поголема и поголема, со еден заклучок, што се на овој живописен крај, што се природата на Долни Дримкол не му подарила. Рај за очи што се вели, благодет за душа, со еден збор, дел од рајот кој сите ние само во нашите мисли го замислуваме, го сонуваме. Овде во Дримколско може да го видиме во реалност. Верувајте ми, не ми се напушташе овој Божи рај која природата го создала од памтивека, но моравме да се вратиме со моите домајчини на Сенародниот собир во село Луково. Не можев да ја одолеам на македонската песна Јорото која се виеше во црковниот двор. Со едно ветување дека пак ќе дојдам во Дримколскиот регион, но секако дека нема да чекам да помина 10 години. Овој пат ќе дојдам на вистина да одморам душа во Божиот рај наречен Долни Дримкол.